Драги ученици, ако добро го знаете табличното множење со броевите до 10, тогаш верувам дека воопшто нема да ви представува потешкотија да го совладате и вон табличното множење што ќе ви го презентираме понатаму во видеото. А сега преку едноставни примери ќе се обидеме да го објасниме во табличното множење. Да се обидеме да го помножиме бројот 15 со бројот 5. Кога зборуваме за вонтаблично множење, тука мислиме на она множење кое се случува како размислување во нашата глава. За ова множење не ни е потребен лист хартија и молив за да пресметаме. Секако за тоа да го направиме брзо и точно, потребно е да ја имаме меморирано таблицата множење со бројот 5, до степен на автоматизација. Еве како ќе го помножиме бројот 15 со бројот 5. Бројот 15 ќе го разложиме на броеви кои ги среќаваме во табличното множење, а тоа се броевите 10 и 5. Бидејќи 10 плюс 5 е еднакво на 15. Потоа секој од овие броеви го множиме со бројот 5. 10 по 5 плюс 5 по 5. Да ги пресметаме производите. 10 по 5 е еднакво на 50, а 5 по 5 е еднакво на 25. Сега останува уште да ги собереме добиените производи. 50 плюс 25 е еднакво на 75. Или 15 по 5 е еднакво на 75. Да ја повториме постапката со уште еден пример. Да го помножиме бројот 13 со бројот 4. Најпрво бројот 13 го разложуваме на броеви што можеме да ги помножиме таблично, тоа се броевите 10 и 3. Секој од овие броеви го множиме со бројот 4 и пресметуваме. 10 по 4 е еднакво на 40, 3 по 4 е еднакво на 12 и останува уште да ги собереме добиените производи. 40 плюс 12 е еднакво на 52. Ова е еден од начините на кои графички можеме да го представиме во табличното множење. Повелете, илустрирајте како вие множите во таблично со броевите од втората десетка, сликајте ги и испратете ни ги вашите изработки. Ви посакуваме пријатна и креативна работа. Ви благодариме што не гледавте.